Драги мои пациенти непрегледани, има многу од вас што ми пишуваат и во последно време забележувам дека се зачестува се повеќе една забелешка, за која што мислам дека е релевантна и дека треба да биде предмет на мојата анализа. Имено најголем дел од вас се сложуваа за начинот на кој ги критикувам нештата и дава можност од критиките да се извлече заклучок и секој да си постапи според своето мислење и одлука во животот. Тоа е за мнозинството, нели другите се од СДС и ДУИ и за нив ме заболе патка. Овој десниот, нели, мислам ме заболе лакт. Мислам овој десниот лакт на унгарски што си го викам лакатуш. Но да се вратам на темава. Забелешката е зошто јас, нели, како преку Тасевски шоу не давам и излезни решенија или предлози за некои проблеми кои се однесуваат на нас и на нашата земја. Значи, покрај тоа што сум автор, водител, комичар, писател и аналитичар, сега народот бара од мене да бидам и лайф коуч. И тоа не било каков лайф коуч, туку бесплатен лайф коуч тука во шоуво. Јас си викам, иако шоуто се вика преку Тасевски и ги третира проблемите кои ни дошле преку тасета на сите од нас, а на жените преку ливадата, им нивна. И така работам за без пари, викам. Па еве ќе ви учинам, ќе бидам и лайф коуч за без пари. Па сите мои нели умствени вратоломи анализи можете да ги користите да си го подобрите животот, да си ги решите проблемите, ако во тоа успеете, јас ќе бидам пресреќен. И не заборавајте да го пуштите тасета да попасе по тополјанката. Не се. Ајде сега да бидеме малку сериозни. Се насмеавме што се насмеавме, пучење, полјанки, тасета, вамо, тамо, фикри, микри. Се насмеавме што се насмеавме и да видиме кој е во моментов најгорливиот проблем. Па знаете ли колку ги има? Остај. Ке почнам со едно моје размислување од пред 2 дена, иницирано со загубата на еден млад живот со самоубиство. Бројот на деца и млади кои извршуваат самоубиство во Македонија е драстично зголемен по овие 7 несреќни години владење на Социјалдемократскиот сојуз, од кои првите 2 бевме затворени во разни карантини, како животнине во зоолошка градина со експериментални вакцини кои се покажуваат и илјадници аномалии и се причина за смрт на многу луѓе од разни возрасти. Кај младите и кај децата владее анксиозност, депресија и темни мисли. Сите тие се предизвикани од затвореност, од огромно време поминато низ виртуалниот свет на компјутерските игри и зависноста од нив, и суровата реалност наметната од политичките елити кои државата ја прават тоа што е. Тоа е така со оваа багра која е на власт и додека не се смени и не се даде надеж на младата генерација, истата ќе мора да ја спасуваме со родителски максимални напори. Знам дека ви е тешко понекогаш да обезбедите пари и за леп, но обидете се да бидете подобри луѓе, колку и да ви е тоа тешко. Разговарајте со своите деца, разговарајте со своите млади, не ги оставајте на компјутерот и телефонот да ги едуцира. Компјутерот и телефонот не даваат љубов. Направете муабет секој ден, дајте им совет, но тој совет немојте да биде ја у ваше време ова сум правил, она сум правил. Си направил затоа што не си ги имал на свој грб и врз својот джеб овие Зоки, Таче, Али и останатите Артан, Мартан. Затоа тој совет оставете го за некои други времиња. Сега им треба љубов, им треба помош од психолог, психијатар, им треба можеби некој денар да се чувствуваат послободни. Откажете се од кладилница, од буварење по кафани, од локање без везе, од седење со разни калаштури, ги частиш, чизмици, ово, она бундица од нерц, вамо тамо. Дајте им ги тие пари на своите деца, помогнете им да се социјализираат, да фатат девојка или дечко, да излезат, да спортуваат, да играат со кучиња, мачки, да се бават со проекти, да се дружат, да бидат и волонтери ако треба, помогнете им да засакаат природата, одете на планина со нив, викајте ги кога ви треба помош, кречење, селидба, не ги оставите во нивниот лажен свет, помогнете им со учењето, но најважно бидете тука за нив, разговарајте и само разговарајте. И не бидете себични покрај своето дете, помогнете му и на некое дете и на млад човек кој не е во роднинска врска со вас, кој е другарче можеби на вашето дете, кој сте го виделе на улица, кој го познавате или пак не, тоа не е грев, грев е да не помогнете. И ова грев не го спомнувам во некоја религиозна, туку повеќе во социјална и општествена смисла. Само вие можете да направите нешто за вашето дете или за некој друг кој му треба помош. Не чекајте тоа да го направи државата или институциите. Институциите се тука да ви изгледат умреница наместо венчаница. И пак да не бидат криви.
И верувајте, ќе се чувствувате многу гордо и убаво кога вашето дете ќе дојде со другарите и другарките дома и ќе им сварите по едно кафе и ќе им дадете од таа најефтината раванија и сите ќе бидат озарени дека имаат место кај да дојде, дека вие сте човек пред се. Не е се во подарените фирми за струја и кафулињата и бесните коли купени со крвави пари. И немојте да ви кажат дека се купени со поштени пари. Тоа по дома нека си го кажуваат на жените им, на децата им, на кучињата им, на папагалите им, на желчето во аквариумот им. На нив нека им кажуваат. Додека не им излезат снимки каде злоупотребуваат нели девојки, нечии керки. До тогаш нека им кажуваат по дома, а не на нас. Оти има снимки за нив многу. Со какви девојки седат или онадат или прават ова она. Но со тоа ќе се бават некои други. Вие бавете се со своите деца. Сега и веднаш. Подобро веднаш. Вчера со Каљо Тунгузија цел ден се расправавме за тоа дека Тунгузија не е измислена територија, што македонски превод значи место далеку негде у пичку материну и понатака, како што тврдеше Каљо, туку дека е тоа територија во Русија. Да, додуша далеку у пичку материну. Ама постои откако постои Русија, како што тврдев јас. Не е тачно, ме вика Каљо, тоа е измислена земја, бе баце. Па ти си бар стар скопјанец, знаеш и сам како го добив на димакот. Абе Каљо, каква врска има, викам, твојов прекар со фактот дека Тунгузија е светски позната по тоа што 1900 и некоја, на почетокот на минатиот век, таму треснал метеор и имевал мајката на тунгузијци, бе. И имало голема експлозија и тоа диносаурус све живо изгинало таму и овој зајци, волци, лисици. Немаш врска, ме вика Каљо, бе. Ја на димакот го добив као копилј. Се качив на железничка увозат за Солун, па излегов у Гевгелија, затоа што мислев дека морето е тука преку патот, од Карши. И после кога ме најдоа, мавнато тоа сонцето глава, сунчаница, гладен, жеден, и кога комшиите го прашуваат, татко ми, кај го најдоа Кајло твој, бре, комшија, кај го најдоа, он им викаше, во Тунгузија, тргнал на плажа, а нема врска. Ја бев у Гевгелија, ме акна тоа сонцето глава, бетер од метеор. И мајка ми мисла ми кажа, само татко ми нели сакал да се фали, демек сум стигнал многу далеку. И после си викам нормално дека нема Тунгузија, како што очигледно нема ни Македонија. За да има Македонија, државата треба да има атрибути. Меѓу тие атрибути е и грбот на Македонија, онаа значкана за угевгелиски колхоз после партијава СДС. Меѓу последните комунистички рецидиви кои се оставени во оваа земја, за да може таа полека да се распадне и да се загуши таму левичарски завери. Македонскиот државен грб е еден од двата во Европа кои се уште имаат социјалистички стил и се со пејзажен карактер, мислам, на грбов шуми, нешто рекичка, жито, јачмен, овес. И се има таков социјалистички стил, со пејзажен карактер, наместо да има историски карактер. Другиот грб со пејзажен стил е грбот, да кажеме, на Белорусија. Според сите меѓународни домашни хералдички стандарди, ова не е грб, туку амблем. Но и покрај тоа што е амблем, законот на Македонија го именува како грб. Катастрофа за која се криви сите досегашни политичари. Вистинскиот грб на Македонија низ историјата е, да ви кажам јас, златниот лав на црвена основа во одбрамбена позиција со двојна опашка. Двојна опашка, мислам, не е една од напред, друга од позади, него оваа заднава е двојна опашка. Го имало на сите македонски обележја, откако постои Македонија. Исто како сонцето од Кутлеш, си има своја хералдика и представува вистински земски грб. Но последната седница за донесување на грбот, која требаше да се одржи во 2002 година, беше прекината од Стојан Нандов како председавач и никогаш не беше продолжена. Зошто? Затоа што не им се допаѓал на албанците. Да, они која нешто не им се допаѓа, тука мавни цртка го тоа.
Ја мајката, па имате вие бе свој грб и знаме да своја држава, дури знамето ни го веете тука, иако ви е национално. Не, нашиот грб што требало да биде грб на Македонија со лавот, во одбранбена позиција со двојна опашка. Малце ги навредувал. Да, не ги декларирал нив како рамноправни учесници во државата, бил некако бе многу лавов, македонски, онака националистички лав. Нашиот грб не можеме да си го ставиме заради вас, брача албанци, бидејќи ви бил националистички. Добро, разбирам, пеки, вие не сте националисти и само своето си го чувате, а туѓо не земате. Не, никогаш не земате туѓо, браќа албанци. Ја тоа да ви кажам, и го знам тоа. Тогаш само што го кажав ова, се вмеша Колјо Тунгузија, ми вика, ми улета онака среде мисли и ми вика, баце, знаеш дека ти дедо му на... Шо тропаш бе, ми вика. Знаеш дека ти дедо му на Ѓорѓи Кастриот, овој Скендербек на албанциве се викал Стеван дедо му. Стеван се викал. Татко му Јован. Мајка му Војслава. Браќата му Станиш, Репош и Костадин, дедо му по мајка Андреш Лазаре. Татко му, на Скендербек изградил манастир и камбанарија на Света Гора, бе. А не џамија, манастир, камбанарија. А брат му Репош бил игумен, закопан е на Хиландар. Тамо. Инаку Ѓорѓи Кастриот се оженил со војводката Даница Донка, керка на Ѓорги Комненик, кнегињата Ангелина Требош. Имал повеќе деца од кои синовите му се викале Максим, Бранко и Иван. И немало во фамилијата ниту еден Али, Бујар, Артан, Арбен, Дуалипа, Бебе Реджа, Ритаура. Не бе. Све у фамилијата православни имиња имал. Роднини бе. Тоа дека е албанец, да. А и дека музиката на албанската химна на знамето изведена инаку од романската патриотска песна да нашето знаме пишува Унија. Што збориш бе, му викам на Каљо Тунгузија? Да бе, вика. Тоа бе, вика, земена е, вика, од романците, компонирана од романецот Ципријан Порумбеску. Брат му на овој Цепиш Газеску. Текстот е многу сличен до оригиналниот романски текст на авторот. А кога станува збор за албанското знаме, неговото потекло може да се проследи до орелот прикажа на транспарентите на Римската империја Акила. По падот на Рим, Византиската православна христијанска империја го имала двоглавиот орел како символ на христијанството и верата. Добро бе, Каљо, му викам, не го дрви сега бе, брат, гледаш дека луѓето културно си позаемле се што им требало, ама нашиот историски грб не даваа да го усвоиме. Значи не е проблемот кај нив, проблемот е кај нашиве давајгази, кои не се достојни за тој лав како државен грб. Тогаш Каљо ме погледна и ми одбруси, сега ми текна бе. Ако Тунгузија навистина постои, кој е незиниот грб? Тука ме фати. Не е бил овој Каљо толку изгубен колку што ние го мислевме дека е изгубен, нели? Така е. О, соле мио. Затоа Македонија ви нуди шарени бермуди со скинати гаки, станавме дунди, кои секој ги клеца од бугар до баба Меца, од француз булјаш, германец лажго до американец што не прца страшно, па така кај лажат и крадат, имаат вошки и на народ му даваат трошки, се пуваат, ке се врателе тие, не знаат дека ги чекаме ние на 8 мај да ги ебеме до крај. Се извинувам вака на оралниот одраз, ама на тоа ме натера мака кога гледам луѓето по контейнери што јадат, муглосан леп по уста што ставаат, додека фраери од власта дрпаат без усул, купуваат центри со пари од буџет. Од балкански лидер не направија чудже, уништија се што имаше вредност и сега пред народот глумат четност, а чедне секо порно глумица стара што секоја кара ја трти ја врти, ама со 100 грама шминка, пластични цицки безбрисите, мисла дека се некој, затоа секој на своја, криминалците мој на мој до мој кај мој, мислам поетски збор каде што милно ги карам, за пашпу си ги корам, а во пекол има да горам, ако лошо мислам, па јас не сум таков, жими у гаќиве краков, до
Татуирани код звезди од Холивуд се тие, ама душата од криминал им кмие. Колку мајки од нив плачат и деца немаат кај да се вратат, од домовите им правија пепел, растурија семејства со коцкарници и дрога, само за да живеат на висока нога. Ама не знаат дека парата е клета, ке ги гроби илјадници ке лета, и не само нив, туку и поколенија нивни, од клетвите на сите што им се кивни, на сите што умре од огин и пламен, од вирус и болка од рак гаден, на сите што им скратија нивно платено честно со даноци и такси, а го украда од буџетот макси, низ тендери и повици лажни со поштарки од 7 милиони евра, со ископи и дубари што не трпат папир, со суди обвинители, со странци и странски криминалци, со самиот џавол кој го дружија и сите разни курци, палци, заазно и злато незаработено и клето. Па господа драги и немили, се што е лошо има и крај не трае вечно, и казната го стига секој од вас на душманскиот погром што ни го сторивте, што не умревте и уморивте, што не запаривте и закопавте, задолживте и предадовте, стигна конобарот со сабјата крива и ќе ве удри по шија, па кому иде, кого удрам не желам, да ви го папне салам. Така ви го реков, ви го срочив насред очи, а требаше да биде ова целото една милна, колегарска, песничка, детска, на мајка ви Вчоток. Izlegol kače, pa kviči plače, ko nekoje mače, mače karakače, da ne rečam prase, da ne rečam ťurka, na partijska žurka, se žali na vina, zeleni si skina, veka me vjumite nego sakale, samo s nego se akale, go dupele i šupčele po čelo i tjele, pa se pikale po podrumi i tamo si plačele, protiv nego kvičele, ama je došlo vreme, to ipak je se vratel i demokratija nemalo da kratel, a istite medijumi rakašće im dadel, da muja cucnat, da muja šmutnat i da ne se punat. Ako nekogo uvredel, dojte se izvinel, ke kažel izvini, dodeka lampa tenderi fini, izvinete medijumi što ne donesovte na vlast, pa se iznajadov nemaš, tovaret me magare do nebo, mesto hemom vidavov me placebo, namesto pravda dobivte karma, karma, kona baba ta sarma. Namesto pasoši, kurso uši i menjuši, namesto zdravlje čukate vo drvo, namesto makedonski izborete samo albanski prvo.